На само 10 дена до одржувањето на самитот на Европската Унија, шансите Македонија да добие зелено светло се сведени на минимум. На македонската политичка сцена оптимизмот постепено опаѓа, иако првиот вице-премиер Груби не губи надеж дека Бугарија ќе го тргне ветото до 14 декември. Источниот сосед не покажува никакви знаци на попуштање, а познавачите сметаат дека позитивните очекувања на власта немаат реална основа. Шансите за 14 декември, да бидем искрени, се скоро никакви. Немаме, прво, не само ставот на Радев. Оно што беше објавено во бугарските медиуми е делот од програмата, заедничката програма на големата коалиција, дека остануваат на позициите што ги имаше собранието на Бугарија. Така да не можеме да очекуваме ние поместување на позициите. И третиот момент во крајна линија е тоа што влада до 14 декември тешко да ќе има во Бугарија. За разлика од Груби кој силно уверува дека Бугарија ќе го отстрани ветото, неговиот колега во владата Никола Димитров многу повнимателен. Порачува, за да не се разочараме, подобро е да не очекуваме добар исход. Донев резонира дека во изјавите на партнерите во владата нема логика. Наместо во изден да менуваат ставови, помудро би било владата да направи план Б. Ама вие секогаш имате алтернативи. Проблемот е во Македонија што нашиот државен врв упорно не одбива да ни раскажува да ни каже дека има подготвен план Б или план С и така натака. Тоа е кај нас проблемот, знаете. Во крајна линија почетокот на преговори со Бугарија, односно со Европската Унија, не значат ништо, затоа што тие прво јасно ни кажа дека проширувањето на Европската Унија ќе се случи кога ќе завршат внатрешните реформи во Европската Унија. Значи, они дополнителен критериум во брдо на крај ни ставија не само на нас, и на останатите земји од Западен Балкан. Дека Бугарија цврсто стои на своите ставови ја покажа и вчерашната средба на претседателот Румен Радев со францускиот и германскиот колега Емануел Макрон и Франк Валтер Штанмаер. Радев повторил дека Бугарија очекува конкретни резултати во диалогот со Македонија, односно дека земјава мора да преземе конкретни активности за запирање на говорот на омраза кон Бугарија во учебниците по историја, државните и научните институции, јавните медиуми, да запре со фалсификувањето на бугарско културно-историското наследство и особено да ги почитува правата на своите граѓани, кои отворено го изразуваат својот бугарски идентитет. И 4 бугарски партии кои се очекува да формираат идната владина коалиција, најавија дека нема да брзаат со отстранување на ветото. Од друга страна, лидерот на ВМРО ДПМН Мицкоски на Бугарија и порачува дека доколку постигна договор само со Заев, истиот нема да биде почитуван од страна на опозицијската партија.